Нешто под 9 часот веќе ги најавивме гостувањата, буквално се објаснивме за гостите. Линковски го имаме Златко Анчевски, кој што пред 10 дена го видовме заедно со неговата група и Сузана Гавазова во Добро утро секој утро, наши пријатели. Ке си разговараме на ти затоа што лично и јас и Златко се познаваме во приватниот живот и конечно мило ми и драго ми е што еден од музичарите прифати да зборува на тема која што е навистина деликатна и специфична, тема во која што ги опфати најмногу музичарите, станува збор нели за корона кризата. Златко, се надевам дека се слушаме, се е во ред, кадарот е добар. Како си? Добро утро, еве. Наспано, одлично, мислам. Со тебе се знае секогаш позитивно и добро друштво, добро расположение. Досега сме си добре, нема гајле. Досега сме зборувале за многу позитивни теми, за жал денеска нема да биде толку многу позитивна темата, туку ќе биде реална, ќе зборуваме секако за состојбата на музичарите во корона кризата, има многу прашања, но ајде да започнеме со тебе лично, Балкан Бенд, што правите овој период? Па, што правиме? Прво, дома нормално дека прво помагаме, затоа што сите имаме домашни обврски и сме по цел ден дома. Тоа е прво и основно. Сега како група си ги спремаме тековните работи кои што ни предстојат, затоа што нормално дека очекуваме сето ова у даден период и да заврши. Се спремаат идните проекти, идните работи, мноштво сме договори, комуникација и разговори што би правеле, како би правеле. Нема друго. Секој различно си го одредува своето време. Многу од колегите гледам дека и си настапуваат онлайн, си прават концерти. Јас сметав дека нашето време допрво треба да дојде, можеби ситуацијата да стане уште малку поведра или попозитивна, па да се појавиме како што треба. Ќе ти поставам неколку прашања секако на крајот од разговорот, но ајде да му дадеме главен акцент на темата која што ќе зборуваме денеска. Вашиот бенд важи за еден од најдобрите во Македонија со многу брз раст овие 2 години и оваа година и лично јас знам дека ќе имавте можеби најмногу свадби, живи свирки, концерти, се тоа. Кажи ми колку изгубивте како бенд годинава и летнава сезона? Па, загубата не може да ја гледаме само финансиски и само годинава, затоа што тоа е еден цел верижен систем кој што е поврзан еден со друг. Секоја свирка нормално дека носи наредна свирка, реклама за нареден настап. Значи, парично секој е оштетен, многу нормално, некој повеќе, некој помалку. За тоа дали е многу или малку нема единица мерка, немаме мерна тежина за кој колку е многу, колку е малку. Меѓутоа дека сме финансиски оштетени многу, затоа што можам слободно да кажам дека месец мај и месец јуни, слободно дека можеби се најдобрите месеци за музицирање во нашата професија, дефинитивно. И во тие 2 месеци кога музичарите, ја би рекол, плодно ја жнеат, ги жнеат плодовите од целокупната работа што пред тоа сме ја поставувале, сега не можеме да си го изработиме тоа што пред тоа сме го работеле, нормално. Но не се надевам на подобро време и што да кажам, загубата ја не ја гледам само финансиски. Затоа кажам дека во музиката е пред се и емоција, ние се исцрпуваме емоционално, сега сме затворени, нема што да излезе од нас и нема што да даеме од нас, што вика Сузана, колешката моја, ја вика една недела, вика не направи ништо, леле Злата, вика помеснех дома, вика му право си. Верувам дека е така. Баш и ги прочитавме во шоу бизнес прилогот загубите на српските естрадни уметници. Еве на пример Дара Бубамара изгуби 120.000 евра за 2 месеци. Такви суми не се во Македонија, но верувам дека и вие истото го доживувате. Сега најголем проблем годинава се секако приходите, но и сега состојбата на повеќето од вас, бидејќи па можеби 80% екзистираат од само од свадбите, од концертите, од настапите, од продавање, компонирање секако на песни и повеќето од вас се невработени, така се категоризираат во државата. Што прават овие луѓе? Комуницираш ли секако со твоите колеги? Да, само да се надоврзам, кога изгубила Дара Бубамара 120.000 евра, да ти кажам и ја пред нека време за малце 50.000 евра новчаник и си го заборев. У кола ја ќе изгубив 50.000, да ти кажам. Шала на страна. Значи, навистина, прво ќе кажам од сам себе и познавајќи поголем дел од моите колеги, екзистираат само од свирките. Има исклучоци, не велам не,
За жал, не сме заштитени од ниедна страна, реалноста е таа. Меѓутоа, за да бидеш заштитен, треба и да исполнуваш одредени услови и критериуми. Значи, не можеме ние безглаво само да нападнеме државата и слушај да ја исплюкаме, вака е, така е, не заштити и ние да се седиме на страна и буквално само да гледаме у другиот е крив, ние не сме. Секогаш се гледа тоа обострано. Така да, факт е дека може би државата допринела во годините да и ние малку, како да кажам, да се успориме или да бидеме троми или да не се соединиме, да не се хомогенизираме како струка, како бранша, како фела. Имало обиди, многу пати, години наназад, значи тоа е она познато здружение Наше естрада, кое што нели требало да не заштити, да кажам, нас музичарите или поготово оние најпогодени кои што екзистираат само од музиката. Имало многу пати такви обиди, меѓутоа од X причини често биле причините можеби што ни се наметнувале од си дадените ситуации, некојаш биле и лукративни причини на одредени луѓе. Не мора да навлегуваме сега до толку детали. Меѓутоа, секој пат имало нешто што работата ја одвлекувало, да не речам, у пропаст. Оно како македонското оро, сме иделе 3 напред, сме се враќале 2 назад, па некојаш 3 напред, 5 назад и сето тоа останало само на зборови, на пуста желба, на муавет и за жал стварно сме тотално неорганизирани и тоа е жалосно, навистина. Треба лидер да го поведе тоа. Не е само музичар да биде музичар, да ги знае нотите, да ги знае да чита, да пее. Овдека треба стварно човек што ја познава работата, ја не би се осудил затоа велам да навлегувам до толку тие правни и суштински елементи, меѓутоа човек што ја познава, луѓе што го познаваат, сето, мислам, тој дел и можеби, не знам, заедничко, затоа што сега кога сите видовме дека имаме проблем, сите, што правиме? Државата ништо не направи. Преска вестучна кога кажавте град Скопје за концертите, точно е тоа, морам да го кажам, град Скопје нели по собствена иницијатива имаше концерти за музичарите, каде што за одреден настап од 40-50 минути се добива одреден хонорар. И требаше ние да си го изработиме сето тоа, не мислам на нас како Балкан Мед, него на одредена група која што веројатно по некој избор и критериум беше избрана, но за жал повторно не беа опфатени сите. Да, не беа опфатени сите и тешко е да се опфати, има многу. Дали имате помош некаква од државата, бидејќи досега министерот за здравство, техничкиот премиер, ретко кога ги стави музичарите во уста, освен во моментите кога се забрануваа секаквите настапи. И дали можеби имаш информација дека со отварањето на кафаните, на рестораните, се надеваме од вторник, барем малку нешто ќе се смени во ситуацијата ваша? Па, ова е цел еден верижен систем, затоа реков предходно, точно е ова што го кажа, дека буквално во моментот сме ставени на маргините. И мислам дека, не знам ни дали воопшто се разговара за нас. Факт е едно, и можам слободно во име на, можеби целата фела или во име на сите мои колеги музичари, сум сигурен и без да ги прашам, нешто што ги интересира сите, и ја би сакал еден јавен апел, пример, да упатам до министерот Венко Филипче. Ова, сигурен сум дека сите ќе ме подржат ова, затоа што сите ги интересира. Значи, сакам на една пресконференција да излезе и барем да каже дали воопшто нашата фела, музичката индустрија ја планира или се планира некогаш да се дозволи да работи. Тоа е прво и основно. А второто прашање ми е исто конкретно до него, дека не може да е одговор да се планира, ќе видиме, зависи од ситуација, се е во ред, меѓутоа конкретно сакам да прашам, ако ова трае, можеби ќе трае уште 2, 3, 5, 7 години, не знае никој, зар нас планира буквално да не остави сите дома, да замреме како професија? Мислам, јас немам слушнато ни буквата од зборот музика или музичар или музичка индустрија, артисти во музиката, да се спомне воопшто што се планира, дали има некакви намери да се дозволи нешто да се прави. И ова ми е официјален апел во името на сите, затоа што верувам дека сите музичари ги интересира ова,
воопшто дали навистина се планираме да ни се дозволи да работиме во некој нареден период. Ако нема помош, барем нека има одговор, барем јас така те разбирам, барем да има одговор. Апсолутно. Сакам да разговараме малку и на темата капарите, бидејќи тоа е доста проблематика сега во моментов, проблематична тема. Граѓаните и може да се разберат и тие, може да се разберат и вас музичарите, бидејќи многу свадби се откажа, многу капари пропадна или сега доаѓа ситуацијата дали вие музичарите треба да ги враќате. Но прво сакам да погледнеме една фотографија, статус на Твитер во која што бевте вие како група нападнати, да го прочитам. Поради новонастанатата ситуација, не поради наша вина, поместуваме датум за свадба. Се договарам со ресторан, фотографии, ускладуваме скоро се. На музичарите не им одговара новиот датум, имам оставено капар 30%. Капарот не ми го враќаат. Во право се или не? Не сакав да додавам тука што пишува во коментарите, бидејќи имаше и погредни зборови, бевте нападнати како група. Ме интересира што се случи и дали воопшто ти сметаш дека во ваков момент треба да се враќаат капарите или да се пренамени датумот? Значи вака, повторно доаѓаме до она претходно што го разговаравме. Тоа е таа заштита што сега ние ја немаме. Затоа што сега треба секој да си мисли да се заштити онака како што самиот се размислува. Секој е оставен и препуштен сам на себе. Оваа ситуација која што ја спомна ти се случила, претпоставам, кај сите мои колеги, може би негде повеќе, може би негде помалку, може би негде погрубо, може би негде поблаго, меѓутоа сите се најдовме во ваква ситуација и ја можам да кажам дека бев еден од првите кој што постави прашање што правиме со свирките кои што се веќе договорени, е оставен капар, а ќе се одложат. Точно не по нивна вина, меѓутоа не и по наша вина. Ако мене ме прашате, мојот став е дека кога се дава капар, логиката е дека капарот служи како гаранција за одредената работа која што си ја договорил. И логиката е дека капарот не се враќа. Ако мене ме прашате. Во ситуацијава, револтираниот граѓанин вели дека се договорил освен тоа со вас. Сега ќе одговорам и на тоа. Значи, капарот, ако се враќа, како што кажуваат одредени, еве и во твитот, тогаш зашто би служел? Според мене треба да се укине формата капар и да не постои капар. Тоа е едно. Меѓутоа, ситуацијата е, знаеме каква, ние сме луѓе разбрани и се е во ред. И нормално дека треба да се разговара во ред, нема вина од другата страна и ја го прифаќам тоа. И секогаш нудам, еве лично јас како, да кажам, менаџер на бендот, ја нудам опции. Во овој случај конкретен, и не само во овој, него и во останати, значи не можам овдека, за да не се разбереме погрешно, не велам за сите и не генерализирам. Ова е одреден дел. Има луѓе кои што се реални, коректни, има луѓе кои што гледаат само за себе и ништо повеќе. Овдека во овој конкретен случај, јас, значи, буквално понудив опција да го префрлиме терминот, да го рефундираме капарот во наредна свирка, може да има мекици, крштевка, прослава, роден ден, значи било како, на крај крајева нема да останеме должни што и да се случи. Луѓето прифатија, меѓутоа не знам што се деси, напишаа статус на кој што исто еве сега ќе скоментирам и за конкретниот статус. Статусот е потполно, значи, напишан како што само им одговарало на нив. Тоа е брутална лага и манипулација. Прво, нема 30% капар, не сме зеле. Второ, не сме наметнувале ние термини, конкретно зборам за тој статус. Значи, термините ни беа наметнувани на нас, поточно ни беа диктирани, го сакаме овој и никој друг. Значи, се што е кажано е буквално само еднострано и нормално е потоа, на основа на тоа што луѓето читаат, да коментираат така како што читаат. И затоа велам, има луѓе вакви, има и онакви, капарот е голем проблем, верувам дека кај сите музичари се случил, ние, еве одма ви кажувам, дека доколку се случи да не можеме да најдеме заеднички термин, каде што мора да има отстапки, мора да имаме некој решение, барем 3-4 отстапки од двете страни. Отстапки од двете страни. Па не може да тргне, види, јас сакам тој термин. Не ми одговара недела, не ми одговара вторник, сакам, не знам, ако сакаш, јасно е дека ќе го видиш. Значи, во овој момент треба да отстапиме ние, треба да отстапи другата страна. Ако има отстапки и не се најдеме,
еве ви кажувам, јас постапувам вака, загубата ја сносиме под еднакво пола-пола. Доколку е капарот 100 евра, 50 ги враќам, 50 остануваат кај нас, ферски, значи нит луѓето да бидат повеќе оштетени нит ние, иако потенцирам дека ние не сме оштетени само со капарот 50 евра, ние сме оштетени со целокупната свирка. Да, вие не изгубивте свирка и свадба само со едни, изгубивте со повеќе. Добро, темава ако се продолжи ќе треба да се зборува 2 сати, ќе немаме време. Еве како човек, бидејќи имам уште 2-3 прашања, како човек што се бави со кафе која ќе пиеме. Кафе ќе се напиеме после емисија, нема проблем. Како човек што е повеќе од 20 години на сцена, на естрада, еве конкретно прашање, дали ти лично кога би бил министер би имал барем некакво решение според тебе да се помогне на музичарите во ваков момент? Јас кажав многу убава една работа, значи ворете да бараш, меѓутоа кога бараш треба и да знаеш што бараш и што претходно си дал. Значи ние како едно општество, како општествено уредување, се знае дека оваа држава има закони, регулативи, принципи, норми, че ние треба некој услов да исполниме и критериум претходно, за да може да бараме. Доколку одредени работи се исполнети, апсолутно би барале. И ја како министер би веројатно би постапил исто како и сегашната власт. Тие што исполнуваат услови и критериуми, веројатно би требале да бидат обештетени. Сега тоа е веќе друга дискусија, дали треба да е повеќе или помалце, но велам, ако исполнуваат одредени услови, затоа реков на самиот почеток, не можеме безглаво да тргнеме и само да критикуваме државата. Да, таа ни нуди можеби лоши услови, вакви, такви, меѓутоа, јас се извинувам, ама и ние имаме голем проблем, да бидеме реални. Ние сме се организирале, немаме здружение, немаме заштита, освен, сега поединачно да. Поединечно има луѓе. Тачно. Можеби тука настанува поголемиот проблем. Јас знам ситуацијата со Сдруженијето Естрада и тоа што можеби во ваков момент вие самите музичари не сте сплотени заедно да бидете против проблемот. Златко, да те прашам како за крај уште едно-две прашања сакам за групата Балкан Бенд, да не биде дека сега ептена сериозно ја затеравме работата. Да те прашам за Балкан Бенд, спомена дека нешто ново најавувате, верувам дека коронава ве запре и побрзо ќе беше се тоа. Еве ти можност да си најавиш што е следно. Ние веќе имаме, мислам, ти ја слушна, имаше прилика да слушнеш. Се знам јас. Песната, да. И дури на крај ми рече, ова влага уво, добро е, знаеш дека. Шала страна, значи имаме спремна нова песна, урбана, модерна, се надам дека ќе помине добро, прво верувам во тоа, за нештото да успе, прво треба сам да веруваш. Спотот го припремаме, сме во тек, да не речам во некои завршни детали сме со спотот. Како што кажа малку, нели, не ми одзема време оваа ситуација. Меѓутоа, кога се ова ќе заврши, се надевам, нели, што побрзо, ќе извадиме нова песна со нов спот, ја спремаме и уште еден исто проект кој што ќе биде лайв. Не знам дали ќе биде овој пат со сузе, меѓутоа ќе биде исто многу интересно и ако тоа го направиме, исто ќе го најавиме, така да тоа се едни два проекти кои што ќе следуваат во многу блиска иднина, али прво ќе биде авторската песна, таа се вика Железните пари бабини. Тоа е една песна во која што мислам дека сите ќе се најдат и за сите генерации. Кажи ми сега вака, пази на телевизија си те гледаат луѓе, нема тука лажење, дали ти ќе си ја промовираш песната прв пат кај нас? Ексклузивно интервју чекаме тука. Чекај сега, кај вас или кај тебе? Кај нас. Тука сме секогаш тим, секогаш. Нема никаков проблем, знаеш дека, мислам, вие и вашата телевизија секогаш ми е отворена, имам и многу други, не само ти и добри, и пријатели, имам и школски другари, иначе кај вас, Ѓорги Спасов е да си го поздрав, може би позади сега во режијата кај вас, Джоле, така да поздрав до сите вас, поздрав до целата телевизија, нема збор, ви давам збор кај вас прво ќе видим. Тоа ми се допаѓа. Златко, фала ти на одвоеното време, на ставот твој за актуелната тема. Се надевам дека ќе се слушнеме многу брзо. Ти посакувам убав ден и кафето да го подготвиш во 12 часот доаѓам да се напиеме кафе. И јас ти благодарам на поканата што еве барем ми дозволи да кажам неколку збора со надеж дека ова ќе допре до тие што треба. И ништо, за крај обидете се да бидете среќни затоа што вашата насмевка ги инфицира оние околу вас. Живеете со радост, бидејќи живењето веќе е благослов, нема реприза на тоа. Ти благодарам, Стеф.